Здраво, драги мои. Добредојавте во уште еден лайв и имам нешто да ви споделам. Една брилјантна трансформацијска приказна која верувам дека ќе ве потикне на размислување, ќе ве мотивира и ќе ви даде потик да се запрашате и да ги преиспитате некои сегменти од вашиот живот, дали би сакале да продолжите по тој тек или би сакале нешто да промените. Во групата што ја имаме со Сања, односно во програмата Money Made Simple, имаме еден дел, еден челендж во ова, еден предизвик во оваа недела, а тоа е да постанеме изобилство, како би привлекле изобилство. Односно, да чувствуваме како би се чувствувале да имаме тоа што го сакаме. И на тој начин, секој ден се заблагодаруваме во групата, се испраќаме видеа и слики на различни начини да доживееме што е тоа што го имаме и да станеме свесни за тоа што го имаме. И денешната моја порака беше дека сум од срце благодарна што имам чест да ја работам, односно да ја живеам својата страст и да придонесувам да луѓето со кои работам имаат длабоки животни трансформации. Па една од тие трансформации сакам да ја споделам денес со вас, односно да ја споделам таа приказна. Девојката ми кажа дека ме прати веќе извесен период и дека долго размислува да работи со мене. Кога започнавме пред 3 недели да работиме со неја, таа кажа дека јас немам некој конкретен проблем, ама ето, секогаш имаме простор да работиме на себе. И секогаш започнуваме во мојата програма Вратија својата моќ со хипнозата, каде што не треба ти да знаеш на свесно ниво кој е твојот предизвик. Брзо, многу брзо, во неколку минути ќе дојдеме до корено на твојот предизвик. Доовме до длабоки освестување, до длабока релација помеѓу неја и незината сестра, неја и незината мајка, незиниот сопруг свекрвата, и таа откри всушност дека незин главен предизвик е односот со свекрвата, што предизвикува и на незиниот однос. Зошто ја споделувам оваа приказна? Затоа што знам дека многу од вас ќе се поистоветат со оваа динамика на односи, каде што знаате свекрвата нема добри односи, и тоа влијае на односот на партнерите, тоа влијае на односот на син, мајка и така натаму. Но тоа не мора да биде така. И на почеток за неја беше многу збунувачки и викаше дека нема да се промени ништо во таа динамика, затоа што таа незината свекрва е постара жена, нема да го смени начинот на размислување, однесување, незините манипулации и така натаму, и дека не гледа излез како таа би се носела со таа ситуација. Значи, да ви доловам од ситуација на немојк, ситуација на жалење, постојано негледање излез во таа ситуација, до денес ја имавме третата сесија, односно после 3 недели, измеѓу беа една хипнотичка сесија и една коучинг сесија, каде што измеѓу имавме поддршка, ми испраќаше пораки како се чувствува, што се случува во незиниот живот. Имаше момент каде што ми кажа дали некогаш ќе излезам од оваа состојба на бунило, на немање надежда, не знам како да се снајдам со емоциите, се чувствувам мала, сите се против мене и така натаму. Да денес утрово го отварам зумот, се уклучува таа и ми вика: Кристина, мојот живот има друга димензија. Мојот живот е многу поинаков. Првото моје прашање што се случуваше измеѓу изминатиот период од минатата сесија, од минатиот наш контакт до денес, таа ми кажа првенствено дека имала огромно освестување сама со себе и дека пишувала многу писма. Тоа го правиме и ние како една психолошка алатка, ја користиме со многу пишување, каде што ни помага. Се случуваат други процеси во умот кога пишуваме со рака на писмено, кога разговараме, водиме диалог со некоја личност писмено и така натаму, така да постигнала да напише писма за многу од релациите, за многу од луѓето со кои имала конфликт. Се отвориле многу прашања на која сама дала одговор, а и побарала одговор надвор меѓу луѓето. Се сменала тотално динамиката со сопругот и таа денес ми вика: Кристина, јас мислам дека тој има многу потреба јас да му помогнам, јас да бидам најдобра жена до него сега, има потреба јас да бидам таа што ќе му помага, што ќе го гледа, што ќе го поддржува во неговиот бизнис и така натаму.
каде што од позиција каде што тој не ме гледа, тој не ми обрнува внимание, тој ја става мајка му пред мене, сега јас треба да му помогнам, значи се исклучи тотално потребата да биде жртва, се промена во тоа, јас разбирам, јас ќе му помогнам, јас имам капацитет, и од тоа да ја обвинува постојано свекрвата и да не може да ја најде позитивна страна, до тотално да ја разбира како таа се изнамачила во животот, како таа нема подолг период сопруг, односно е вдовица, како таа сама ја го кренала бизнисот и фамилијата и сите околу неа. До такво разбирање, такво ослободување, оваа девојка денеска беше во тотална трансформација, во тотална нова личност, само за 2 сесии. И таа ме праша, Кристина, дали тоа се случува затоа што сум јас под еуфорија, затоа што 2 сесии само поминаа, имаме уште работа, ќе работиме уште на други теми, подлабоко и сака да ги пронајде многу аспекти од неа, но ова беше главната тема и таа длабоко виде друга перспектива, не само друга перспектива, и друго однесување. И да, не е привремено. Не е привремено. Тоа е како да се најдеш во една соба која е во темница, постојано ги гледаш сите работи со една лампа и само запалиш светло и веќе кога еднаш ќе видиш се во таа соба, односно еднаш кога ќе видиш колку вредиш, еднаш кога ќе видиш колку треба да се издигнеш на ниво како другите личности, а не постојано да си мала и да имаш потреба од другите. Колку треба да го издигнеш, односно да го видиш детето во себе, да ги видиш неговите потреби. Кои се твоите потреби, која е твојата болка внатре. Например, работев исто на поимот лутина, каде што претходно ја користела лутината за да добие внимание од партнерот. Значи се лутам, ти ќе ме молиш, јас ќе бидам таа што нема да ти одговара. И постојано тоа мачење од негова страна да ја задоволува неа, од нејзина страна да се лути и да очекува кога сега ќе дојде, на кој начин ќе дојде, на кој начин ќе ја задоволи мојата потреба, до денес да нема потреба од таа лутина, односно препознавање и прифаќање на таа лутина. Дефиниравме од каде доаѓа, кои се тие сегменти што ја лутат, каде се јавуваат тие дугмиња, до тој момент да, окей, ако не се лутам, тоа не значи дека ти го одобрувам твоето однесување и не значи дека не можам да поставам граница и немам потреба да се лутам. Јас ќе се погрижам за мојата емоција, не треба да се лутам па да ти ја префрлам тебе и ти да се грижиш за тоа што јас сум лута, не. Имам капацитет сега да не сум лута и да мојата емоција ја сработам сама со себе. Тоа ми даде толку чувство на благодарност, толку чувство и едноставно ме освести како некои луѓе се толку спремни да дадат се од себе, да го дадат својот максимум, да упијат се што им кажувам, сите мои алатки, да ги сработат и да дојдат, да се вратат со сработена домашна и ми кажат вака и вака е мојот живот, вака и вака се промена. Од една жртва до разбирање, од потреба да цело време се врти светот околу мене, до потреба да давам, да видам јас како можам да помогнам. Целосна трансформација. Луѓе, ова го споделувам со вас од потреба да знаете дека има лек за нашите проблеми, дека има начин, ако некој таму со исти проблем како нас ја променал ситуацијата, можеме и ние. И ова го кажувам само, можеби една личност денес која е во улога на жртва, која има конфликт со свекрвата, која има конфликт со партнерот, ја промени перцепцијата и рече, чекај, која е ова личност? Зошто вака се однесува? Како јас можам да променам, да се чувствува таа подобро, наместо постојано да барам? И да, некогаш не можеме да го видиме тоа, затоа што нашите резерви се празни. Едноставно и ние имаме потреба да некој не слушни, некој не види, да не одобри, да каже го правиш тоа правилно, да ги видат нашите постапки, не постојано да бидеме осудени, но тоа мора да почне од нас. Кога ние ќе се ги видиме нашите постапки, кога ние ќе видиме колку е доволно да биде доволно, тогаш ќе се рефлектира и на сите останати. Тогаш ќе го видат сите останати тоа што ние го чувствуваме внатре во нас и затоа го правиме тоа со сање. Изобилство прво треба да се почувствува, затоа што не добиваме ние она што го сакаме, него го добиваме она што сме ние. Ако чувствуваш, ако вибрираш, ако си на емоција јас имам, јас можам, го добиваш тоа.
и го имаш уште повеќе, го доживуваш уште повеќе. Ако чувствуваш изобилство, без разлика што значи за тебе изобилство, дали е тоа слобода, дали е тоа љубов, дали е давање, дали е мир, дали е екстаза, што и да е, ако тоа го чувствуваш сега, ќе имаш капацитет тоа да го донесеш кај тебе во твојата реалност и да го почувствуваш на дневно ниво. Така да, луѓе, наместо да се вртите према другите и да ставате прст во другите, мојот сопруг има една многу интересна метафора која кажува: прстот што покажува во друг, три покажуваат во тебе. Значи, прво преиспитај се себе пред да покажеш во друг, и тоа е феноменална метафора, концепт. Затоа прво преиспитај се себе, не за да другите ги ставиш пред тебе и дека другите се поважни као само ти си крив, него решението е во тебе. Не си ти виновен или крив. Решението е во тебе и можеш да го најдеш на брз начин. Се надевам некого освестив денес. Ако е тоа така, напишете ми во коментари или оставете ми порака приватно. Ако имате потреба од ваква трансформација или од брза трансформација со хипноза, секако напишете ми. Спремам нешто големо, што ќе биде за брзо во следниот период. На повеќе проекти сум паралелно, па затоа можеби не ме има многу онлайн, но вака сакам нешто инсайт да споделам со вас од тоа што го работам. Така да верувам дека некој денес ќе го промени својот живот поради ова размислување и се гледаме во некој друг лайф. Поздрав!